Почитувани гледачи, оваа недела продолжуваме со серијалот интервјуа посветен на празникот на жената 8 март. Чест ми е што за прв пат во ова студио, за прв пат имаме толкав број припаднички на понежниот пол, пратеничките во Собранието на Република Северна Македонија, Маја Морачанин, Жаклина Пешевска и Арта Белали. Добре дојдовте во студиото на Собраниски канал. Добро ве најдовме. Овој пат ќе разговараме на една тема, ќе ве доближиме до граѓаните и до гледачите, како е да се биде жена пратеник. Маргарет Тачер рекла дека доколку ви треба некој за совет, прашајте маж, но доколку треба некоја работа да се заврши, слободно повикајте жена. Важи ли тоа кај нас во Македонија? Мислам дека важи тоа правило и кога сме комуницирале меѓу себе и во рамки на партиите, па и овде во Собранието, дека жените се некако поодговорни и повеќе посветуваат време на активности и она што е собраниска, но и во делот на партиските активности што ги имаат. И тоа дури и мажите колеги го признаваат, дека жените се секогаш повредни и поодговорни кога станува збор за обврските што ги имаат во собрание. Тоа е едниот аспект. И вториот, што е, мислам, уште поважен, особено имајќи го нашиот политички контекст и големата поларизација во општеството и меѓу политичките партии, е што жените секогаш нивото на дебата го симнуваат на едно похумано, почовечно ниво, би кажала, со поголем респект и почит кон соговорничките и, да речем, на едно повисоко ниво на политичка култура, и тоа е препознатливо. И третиот аспект е што ние сме сите дел и од клубот на пратенички, кој годинава ќе слави 21 година од своето формирање и е многу важно тело во собранието, бидејќи тоа е телото во каде сите пратенички од различни политички партии заеднички седнуваме, се договараме, носиме одлуки заемно прифатливи за сите кои што се однесуваат на правата на жените и унапредување на родовата еднаквост. Така што таа соработка меѓусебна е многу важна, што за жал ретко ја гледаме вака во нашата политичка сцена, но клубот на пратенички, па дури и во моменти кога било навистина многу тензично во собранието, жените пратенички успевале да најдат заеднички јазик за некои горливи прашања и така да го движат општеството напред. Генерално тоа е и впечатокот дека клубот на пратенички одлично функционира. Се чини дека жените се единствени таму во борбата за женските права, без оглед од која партија доаѓаат. Во моментов во овој пратенички состав има околу 42% застапеност на жените во собранието. Доволно ли е тоа според вас? Накратко само сакам да дадам вовет од претходното прашање. Мислам дека е посебен предизвик да биде жена во општество во кое што се смета дека жената треба да е само домакинка и мајка. И од тука уште потешко е да бидеш жена политичарка во такво општество. Но сме имале примери во минатото на жени кои што ги рушеле тие бариери. Ние сме го продолжиле тој пат, не е дека е лесен, но не смееме да се откажеме поради нас самите, но и поради идните генерации. Во однос на активностите кои што ги имаме, ние како Унија на жени на ВМРО ДПМН, можам слободно да кажам дека ги третираме сите оние групи кои што се во социјален ризик, кои што се многодетни семејства, кои што за жал немаме системско решение во државата, системски пристап на третирање на тие семејства. Инаку, еве да се осврнам на прашањето што ми го поставивте на клубот на пратенички. Како пратеничка во втор мандат можам слободно да кажам дека во тензични периоди кои ги поминавме во минатото, кога немаше можност за диалог помеѓу политичките партии да седнат на иста маса, први кои што седнавме во собранието бевме жените во клубот на пратенички. Тоа го кажувам многу пати како добар пример. Не ни беше лесно воопшто, но седнавме, разговаравме, многу иницијативи
со консензус сме ги донеле баш преку клубот на пратенички и тука некој пат сме имале несогласувања, сме биле, да речам, народно кажано, да речам, под, можеби, не под притисок, туку борбата за женските права не сме да се смета само дека е женска борба, затоа што женските права всушност се општо човекови права, но како членови на партија можеби некој пат не сакајќи жените да се одвојат од партиските ставови, можеби несвесно се прави штета на женските права и јас сум можеби така силен говорник на таа тема, дека мораме да со консензус да некако и кога сме посплотени сме посилни. Од тој аспект, некој пат, сакајќи да ги послушаме партиските ставови, можеби во клубот на пратенички сме имале проблеми, но со разговор и со политичките партии и со лидерите, ако сте упорни, може да успеете и тоа сме го покажале. Значи, во изминативе години, после ратификацијата на Истанбулската конвенција, ние со консензус ги донесовме двата закони, и за заштита од дискриминација и за заштита од семено насилство и насилство врз жени и девојчиња. Имаме предизвици уште, не можам да кажам дека сум задоволна, дека со 42%, затоа што ако одиме по нештата на природата, по природа сме 51% жени во популација и општо во светот сме 51%, така да мислам дека имаме шанса и реално би било да бидеме представени со 50-50. Еве да одиме по природните закони, што секогаш кога одиме спротивно на природните закони, некако ни се случуваат неубави нешта, да. Ја почнавте вие темата дека се уште владее ставот дека на жената местото е да биде мајка и домаќинка, но фактот е дека жените како да имаат две работни места, едното дома, другото на работа. Тешко ли е пратеничке арта да се изменаџираат подеднакво добро двете позиции? Да се биде жена во политиката и мајка дома, сопруга дома, невеста дома, ќерка дома, навистина не е толку лесно. Меѓутоа, мислам дека може да се менаџира ако се има волја. Потребна е, значи, супортот или поддршката и од домашните членови на семејството, за да тие имаат разбирање кога ти не можеш да им се посветиш, но мислам дека потребна е и поддршката или разбирањето и од страна на колективот каде што работиме, бидејќи понекогаш, особено ние што сме мајки со помали деца, да кажам, па можеби и со повозрасни, имаме некои непредвидени ситуации со децата, болни, настанува нешто што ти не можеш да се оддалечиш од детето одреден ден или одредена недела и во таа смисла јас мислам дека многу е битно да се има разбирање и од пратеничката група или колективот или собранието или не знам било која група со која што работиме. Факт е дека животот во политиката за една жена, ако јас правам разлика, бидејќи сум била вклучена во општествениот живот и пред да станам пратеник, во споредба со жена во политиката и жена во општествените збиднувања, ова првото е малку потешко, во смисла на тоа што кога стануваш пратеник или жена во политиката, си многу повидлива за општеството и треба да си многу попредпазлива во врска со тоа како ќе изгледаш. Јас го паметам многу убаво првиот ден во собранието, август 2020 година, кога дојдовме и видовме куп камери пред вратата на собранието. И тоа беше одреден предизвик, бидејќи како професор на правен факултет во Тетово, кога ќе доаѓаше некоја камера, требаше да ме бара, дали ќе давам некоја изјава за некој феномен во општеството и ти знаеш, се спремаш, одиш, имаш концепт, а вака кога ќе гледаш, например, и тоа се случува скоро секогаш кога имаме поважни настани во собранието или во политиката. Доаѓаш на работа со куп обврски редени на главата и гледаш 5-6 камери пред вратата на собранието. Иако можеби нема да не прашуваат, ги прашуваат и мажите за некои работи, меѓутоа пак тоа не прави многу повидливи и подостапни за јавноста, бидејќи никогаш не знаеме тие снимки што ги вршат,
како излегуваме од колата, како ја облекуваме јакната, например, никогаш не знаеме кога ќе ги користат. Јас, од друга страна, па ова е и предизвик и мислам дека со ладна глава и со нозете в земја сите треба да се соочиме со овие предизвици за да го достигнеме тоа што го рече и Жаклина, тоа што природата го даде, 50-50 на сите институции. А зошто да не и повеќе ако жените се докаже, и мислам дека се докажува, дека се многу поодговорни, посолидарни и имаат многу повисока емпатија во споредба со другите, без разлика дали станува збор за сопартици, ако зборуваме за собранието, или за колеги надвор од парламентарната група. И овие два атрибута, емпатијата и солидарноста, кои што јас ги гледам и кај моите колешки од другите политички партии, освен во мојата политичка партија, мислам дека се многу силен фактор за порамнување или за подобрување на меѓучовечките односи во политиката. А тие ни се толку многу потребни. Тие, особено сега, например, пред кампања, ни се многу потребни. И мислам дека ако се остави кампањата само на мажите, тоа ќе биде едно поле за војување. И ние војуваме. Ја морам да признавам дека и најсилните партиски ставови, например, од сите политички партии, без исклучок, сум видела во собранието во овие 4 години дека ги бранат жените од тие партии, не мажите. И ние војуваме. Меѓутоа, таа емпатија, таа солидарност која што ја имаме, можеби од природата, можеби така сме едуцирани од дома, од нашите мајки, од нашите татковци, можеби е дел и од карактерна особина која што е поврзана со родот, но е многу поизразена кај женскиот род во споредба со машкиот род. Мислам дека помага во политиката и е многу потребна на политиката, особено за време на предизборие во кое што ние секој ден се повеќе се приближуваме актуелно. Дали жените во Македонија се гласни и храбри? Жените се многу гласни и многу храбри, ако зборуваме генерално вака за женскиот род, но се уште недоволно видливи и присутни во целиот јавен живот во државата и во политиката, тука вклучувам. И мислам дека се уште тие родови стереотипи, предрасуди за улогата на жената генерално во општеството и во јавните функции, што е улогата во домашната средина и така натаму, се уште се многу цврсти, тие стереотипи и предрасуди во општеството. И тоа е една од клучните работи, мислам, кои што навистина треба да се посветиме како држава и како општество генерално, ако сакаме вистински прогрес на општеството. Затоа што некогаш ние зборуваме сега како жени, нели, од аспект за унапредување на родова еднаквост, на правата на жените, застапеноста и така натаму, и тоа се разбира важно за самите жени, бидејќи правата на жените се човекови права. Но исто така е многу важно за развој на целото општество. Затоа што ако вие една половина од популацијата, ја разборуваме, не ви е комплетно вклучена во сите општествени текови, тогаш не може општеството да се движи напред. И сега, што се случува, например, за мене е многу важен фактор економската застапеност на жените на пазарот на труд, економското јакнење на жените. Податоците кај нас од последниот попис велат дека 45% од работно способните жени не се активни на пазарот на труд. Значи, ние имаме огромна бројка жени кои што не се вклучени на пазарот на труд, не придонесуваат економски ниту за себе, ниту за своите деца, ниту за семејството, ниту за општеството. И мора навистина многу поголемо внимание да се обрне на активноста кога споредуваме со мажите. Например, жени економски активни се 54%, мажи се 78%. Што значи тоа се 24% тој родов јас во учеството на пазарот на труд. И во тој дел посебно е важно да се обрне внимание на политиките што се однесуваат за баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот. Малку испомнаа колешките претходно, значи она што значи каде државата и на централно и на локално ниво може да помогне
еве да почнеме од градинките. И тоа е добро што во изминатите години навистина имаме голем број на нови градинки, зголемување на капацитети. И тоа е важно за една жена да биде активна во било кој сегмент во општеството, да има кој да се грижи за децата, за повозрастните луѓе, особено кога имаат во семејството лица со попреченост. Од сите истражувања велат дека основната причина за економската неактивност на жените е точно грижата за домот, за семејството, за децата, за повозрастните луѓе, и тука е таа неплатена работа која што е 4 часови на ден поголема кај жените кај нас отколку мажите. Но тоа е неплатен труд. Тоа е факт дека е труд, само што не е препознаен и не е платен. И уште еден податок во тој контекст и се однесува на земјите од Западен Балкан е дека овие држави поради овој родов јас, односно неучеството комплетно на жените во економските и општествените текови, губат годишно 18% од бруто домашниот производ. Тоа се финансиски огромни импликации, затоа велам да се вратам на она од кое почнав, дека да, за правата на жените како човеково право за секоја жена е важно, но важно е за општеството во целина. И ако ние велиме дека сакаме општеството да напредува и економски да се развива, мора да ги вклучиме апсолутно сите, вклучително тука и жените. Да, повелете. Да, јас само би се надоврзала на ова што Маја го кажа. Исто така, пописот покажува дека, освен што се помалку активни на пазарот на трудот, дека повеќе имаме дипломирани, магистрирани, докторирани жени. Јас сега сум го размислувала ова и вака и од долгогодишното искуство можам да констатирам дека кај жените мора да има самодоверба, дека можат да успеат да бидат во исто време и успешни, да бидат успешни во својата кариера, да бидат и успешни мајки домакинки. Некогаш да најмногу трпи семејството, тоа мораме да го признаеме. Но дека може да се успее, може, значи да имаат повеќе самодоверба, да бидат вклучени, затоа што сум се соочувала со жени кои што се многу капацитетни, прифатени од околината, но поради низа случувања не сака да бидат вклучени во политиката. Тука треба потоа да настапи следниот чекор е солидарност помеѓу жените, што сметам дека ја имаме, ама некој пат кога е интерес во прашање и недостасува. Што мене лично ми смета, значи што значи солидарност, да ги охрабриме што повеќе жени да бидат вклучени, да се испрофилираат и да работиме на профилирање како партиски лидерки, лидери на исто така на партии, да работиме на профилирање на жени во партијата, затоа знаете како, ако жената не се избори во семејството, па за да биде препозната во општеството и да биде добар пример, исто ја го пресликувам ако не се избори во партијата, па потоа општествено да биде исто така прифатена, тогаш ништо не сме направиле. Значи ние како лидерки мора да профилираме жени, да се окружиме со успешни жени околу себе, да работиме на економско јакнење на жените, што само економско силна жена може да биде успешна. И мојата порака е до жените да бидете, па и до младите, нормално, до сите маргинализирани групи, да бидат подобро да бидете вклучени во носењето на одлуките во политиката, отколку да бидете исклучени цело време да имате, незадоволство, фрустрации и да критикувате. Подобро да се вклучите и да учествувате во процесот, кој што не е лесен, но ние сме се нафатиле, како што кажав, и за нашите генерации и за ините генерации. Моето мислење и искуство е така. Повелете. Да, мислам дека жените се гласни во тие што се во политиката, меѓутоа тоа што го гледам како потребно и како нужно е да собираме све повеќе жени, да зближиме што повеќе жени, бидејќи нема сомнение ние не сме најпаметните, иако водиме унии на жени или ја секретаријат за родова еднаквост во рамките на ДУИ или Маја е председателка на партија. Има многу жени кои што треба да ги изближиме и мислам дека и целта на овие структури во рамките на партиите е да приближуваме што повеќе жени за да тие доаѓаат до израз. Мене ми се допадна пред месец дена, мислам дека слушнав од една жена што е вклучена во политиката, заменик министерка, која што во едно студио рече: не ти прави чест ако си единствената жена седната во маса со мажи. И мислам дека тоа треба да ни биде водилка на сите. Не е поентата
ние да се бориме само за себе, туку да собереме што повеќе жени, а ги има. Јас сум многу убедена сум дека ги има и кои што заслужуваат еднакво столче како мене, како Жаклина, како Маја. Би сакала да се, што почнавме малку со проценти, да отворам една друга димензија на состојбата на жената во нашето општество. Според извештајот кој што ни го достави Министерството за труд и социјална политика во 2021 или втората година, во рамките на Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените во собранието, јас фрапирана бев од податокот дека само 27% од недвижнините во Република Северна Македонија им припаѓаат на жените. Само 3 града и Скопје има над 30%. Скопје беше некаде 34%, Штип, Охрид и Битола, мислам дека беа над 30 кома нешто, 31. Сите други градови беа под 30%. Имаше дури и на 15, на 14% право на собственост врз недвижнините, што им припаѓаат на жените. Мислам дека овој податок треба да биде многу поизразен во општеството, за да се освестат не само жените, туку и татковците, и мажите, и браќата, и нашите синови во крајот на краиштата, бидејќи правото на собственост врз недвижнини може да стопира многу проблеми со кои што се соочува нашата жена. Така. Жените, особено оние кои што се занимаваат со јавни функции, како што се жените политичарки, жените пратенички, па и други професии, меѓу кои новинарите секако, неретко се соочуваат со навреди, со јавни закани, со јавни проблеми, па дури до крајности се оди со сексистички напади. Обесхрабрува ли тоа? Ќе ви одговорам на прашањето, бидејќи е важно, само кусо сакам да се надоврзам на ова Арта што почна да го зборува и навистина е важно да ги надминуваме тие предрасуди кои што постојат во општеството. Ти факт е дека македонското општество е се уште многу патриархално и ова што го зборуваше за наследување на имот и така натаму, и сето тоа се разбира дека многу влијае на положбата на жената и на перспективите на секоја жена што ги има. И тука во тој дел мора едноставно темите за родова еднакво, за човекови права генерално да бидат дел и од образовните содржини и програми, затоа што образованието е клучна алатка, би рекла, како можеме да ги менуваме на среден и долг рок овие стереотипи и предрасуди, и се разбира медиумите имаат тука огромно влијание во менување на јавната свест и надминување на стереотипите. Што се однесува до говорот на омраза, да, тоа ние и во клубот на пратенички често сме го зборувале и тоа е многу присутен феномен, особено на социјалните мрежи. Од и традиционалните медиуми ги почитуваат генерално сите тие етички кодекси и така натаму, со ретки исклучоци се разбира, но социјалните мрежи, бидејќи интернет просторот не е регулиран во тој дел, таму се гледа и тоа не се однесува само кон жените, значи таму навистина има во изобилство навреди, клевети, говор на омраза, дискриминирачки говори и така натаму, што е многу сериозен проблем за општеството и мене ми е драго што за тоа се повеќе се зборува, бидејќи говорот на омраза води и кон дело од омраза и насилство од омраза. И сега ние и зборувавме на клубот да се направи некоја регулација во однос на тој дел. Знам дека и новинарите вие исто имате некои размислувања, се уште се различни мислењата на таа тема како да се регулира тој интернет простор, но мислам дека навистина ќе треба да ги следиме тука и европските искуства за да се направи некоја регулација на интернет просторот, бидејќи ова е многу штетен феномен за општеството кој што води и не само кон говор на омраза и дискриминирачки говор, туку и некогаш и повик на насилство, туку доведува до уште поголема поларизација, нетрпеливост во општеството, омраза и мислам дека е тоа сериозен проблем. Да, жените се почесто подложни на такви
еве не се секогаш можеби говор на омраза, но се навреди дефинитивно и тоа ги обесхрабрува жените. Тоа е факт, кога разговараме ние со жените, тоа е нешто што ги обесхрабрува да се вклучат во јавниот живот, бидејќи кога ќе видат со какви се коментари треба да се соочат, не е тоа пријатно за нив, особено можеби не толку лично за жената, туку за семејството, децата и така натаму, и тоа ги обесхрабрува да бидат активни во јавниот живот генерално и во политиката. И сакам за крај уште нешто да споменам, ние навистина имаме голем прогрес во делот на унапредување на родовата еднаквост, помнажакли на некои закони што ги усвоивме, кои што се усогласени со Истанбулската конвенција, нели Конвенцијата на Совет на Европа за борба против насилство врз жени и семејно насилство. Но факт е дека особено во изминатата година во македонското општество има еден сериозен тренд на подем на тие антиродови движења и наративи и ние тоа јасно го гледаме и не е само дека е препознаено овде и од нашите граѓански организации кои што се бават со темата човекови права и права на жени, туку е нотирано и во последниот извештај од Европската комисија за прогрес на државата, каде што јасно стои дека нотирано е дека законот за родова еднаквост не е усвоен и вистина е така и дека главната причина се смета дека се токму подемот на антиродовите движења на кои им се приклучуваат повремено и лидери на религиски заедници, на политички партии, политички функционери и така натаму и мислам дека тоа и понатаму ќе биде предизвик за целото општество и тоа треба да биде навистина еден приоритет за борба против овој антиродов наратив кој што на крајот целта е токму таа да се исклучат жените од функции во политика, во јавен живот и така натаму. Така што еве тоа се некои трендови кои што и не се само овде во Македонија, значи ние ги гледаме дека и во западноевропските држави и во САД ги има и така натаму, значи еден глобален феномен со кој што сите држави активно се залагаат за тоа да се надмине. Така. Повелете, дадам накратко само осврт и дополнување во областа на земјоделието. Уште еден само податок. Е уште полоша состојбата, земјопоседнички, односно немаат земја на свој имот, а ја експлоатираат, ја работат, односно жените се експлоатирани исто така и во земјоделието. Пред неколку години беше процентот 2 до 3% само жени земјоделки имаат земја или имот на свое име и навистина е фрапантно. За говорот на омраза против политичарки дали обесхрабрува, за ние жени кои што сме веќе долго време, не обесхрабрува, туку не може да е сеедно затоа што се грижиме како мајки за реакциите на своите деца, за нивните другарчиња и така натаму. Сепак се гради перцепција, ова што е уште пострашно што повикуваат или градат перцепција дека насилство треба да се случи. Се гради перцепција во јавноста. И тука навистина треба да направиме регулација. Во однос на овие закони што ги донесовме, за жал ние сме земја која што нема примена на донесените закони генерално. И овие два закони треба да ги следиме. Многу пати апелирам извештаите од релевантните институции кои што се вклучени за спроведување на овие закони и своевремено да реагираме како собрание. Па можеби во иднина, не знам, да се размисли, можеби треба санкции, што според мене е многу неизводливо, но со самото следење на институциите кои што се релевантни, можеби со низа заклучоци кои што би ги изнеле во собранието, можеби би ја подобриле примената на овие закони. Во однос на насилството, навистина сите бројки покажуваат, посебно во време на короната, дека се зголеми процентот на насилство и мора да констатираме дека е поголем процентот на насилство врз жени, но сепак треба да се спомне дека има и насилство врз мажи, меѓуврсничко насилство и така натаму да не ја обременувам сега оваа емисија. Дали обесхрабрува? Нормално дека и жените во политиката се човечки суштества, полни со емоции. Понекогаш имаме и повеќе емоции отколку што треба за одредени проблеми. Можеби тоа е поради фактот што се обидуваме да водиме некои тешки процеси кои што неретко се и објект на напад од страна на други политички партии, политички опоненти и така натаму.
Обесхрабрува негативните коментари, нормално дека не се добродојдени, секој е нормално рационално суштество, не му е убаво да види дека ја нарекуваат некоја жена со погрдни зборови или се закануваат. Лошо е што ние немаме за порталите особено некоја стриктна регулатива која што може да ги регулира. Меѓутоа има еден друг феномен за националните телевизии, например, кои што имаат Facebook страници, најмногу користам Facebook, и објавуваат делчиња од нешто што се случувало во политиката. Таму има редица коментари. Некои ги бришат, но голем дел и ги оставаат. Мислам дека во овој правец треба да се малку по-внимателни, особено коментарите со негативни или со погрдни зборови и за жените и за мажите, да ги бришат, бидејќи ние што сме веќе во играта, ние имаме кондиција и да се не да се бориме, туку да се справиме со тие негативни коментари. Меѓутоа тоа влијае многу на една жена, например, од дома, која што ме следи мене или ја следи Жаклина или Маја и гледа дека на моја сметка е употребен некој лош збор или некој лош коментар. Тоа навистина мислам дека повеќе ги обесхрабрува жените што не се вклучени и кои што не се дел од играта, отколку нас самите. Бидејќи, реков, уште од првиот ден јас видов дека ова ќе биде работа многу повидлива, на која што ќе бидеш објект на камери, на видеоснимки кратки, па пуштени некои, па вртени цело време некои. Да. Се користат за политички поени од страна на политичките опоненти. Тие мислат дека тие добиваат со тие, јас мислам дека мене ми прават ќар. Значи тоа јас сваќам како игра. Меѓутоа за жените дома, а и за моите деца не е едноставно. Кога ќе гледаат некое видео кое што се врти во која што јас сум директен учесник, ми пишуваат од дома: "Мамо, на TikTok си." Те објавија јас не користам TikTok. "Мамо, гледај го ова." Тоа нормално дека не е позитивно искуство во рамките на мојата работа, меѓутоа би препорачала особено до медиумите, националните медиуми кои што користат социјални мрежи, тие најнегативните коментари да ги избришат, да не ги обесхрабруваме луѓето кои што не се во играта, а имаат капацитет, имаат што да даваат, да седат дома, да читат негативни коментари и да се воздржат од било кое општествено действување, бидејќи секоја индивидуа е свет за себе и секоја индивидуа може да придонесе и затоа се политичките партии, затоа се членовите, но и постојаното членување на нови членови во политичките партии. Ако ние сме нон-стоп објект на напад, јас сум сигурна дека жените особено, а и мажите, има и мажи кои што се поемотивни, не сакаат да се дел на разни негативни кампањи, нема да се охрабрат да влегуваат во политиката и да го дават нивниот труд. Претенички ви благодарам за овој отворен и мощно пријатен разговор во Собраниското студио. Се надевам дека стана малку појасно каква е улогата на македонската жена во политиката и ги отворивме сите отворени прашања како за жените политичарки, така и за генерално сите жени во нашата држава. Благодариме и на вас. Благодарам. Јас се чувствував многу убаво на ова студио. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Собраниски канал.